Патот на Македонија е мачен, не можам да давам никакви гаранции, но Ирска ќе се заложува вашиот пат кон ЕУ да биде според заслугите. Ирскиот министр за европски прашања и одбрана Томас Брн од Скопје ни порача дека Македонија пред себе го има она што веќе е прифатено, францускиот предлог кој останува прв и главен услов за напредокот во евроинтеграциите. Патот на Северна Македонија кон ЕУ е мачен. Тука бев пред 3 години по францускиот предлог и договор и сметаме дека тоа треба да се спроведе. Така ќе се отвори преговарачкиот процес. Не можам да давам никакви гаранции во животот, освен тоа дека ќе работам секојдневно за да го олеснам вашето пристапување врз основа на заслуги во Европската Унија, така ќе прават и сите други земји членки на ЕУ. Ирска во втората половина од оваа година ќе го превземе претседателството со Европскиот совет. Министерот за европски прашања Орхан Муртазани вели дека е добро што Ирска е еден од погласните гласови на разумот во ЕУ. Вели ја ценел нивната поддршка и очекува напредок на македонските евроинтеграции во текот на нивното претседавање. Веруваме дека секоја земја кандидат треба да се вреднува врз основа на своите заслуги, а не да биде заложник на билатерални прашања и политички блокади. Тоа е предуслов за зачувување на кредибилитетот на европската идеја. Ирска во тој контекст има значајна улога како членка на Унијата од 1973 година. Таа представува пример за успешно користење на можностите што ги носи членството преку инвестиции, отварање на економијата и заекнување на институциите. Брн порача дека неговата држава ќе биде силен поддржувач на проширувањето според мерит системот. И ние кажуваме дека проширувањето на ЕУ ќе биде навистина мощен битен приоритет за нас. Процесот треба да биде вистински и ќе треба да се убедат сите граѓани, без разлика дали тоа се нашите граѓаните на земјите членки на ЕУ или на земјите кои што треба да пристапуваат, треба да ги увериме во придобивките и таму треба да постигнеме сериозен напредок. Ирска од секогаш била силен поддржувач на проширувањето на ЕУ врз основа на заслуги. Инаку Македонија во моментов на својот европски пат го има бугарскиот проблем, односно цените и условувањата од Софија. Ставот на владата е јасен, уставни измени се можни, со одложено дејство, со цел да немаме нови блокади во текот на евроинтегративниот процес.